Дејане, што е најважно во меѓународната политика деновиве, вчера заправо, пошто секој ден ја коментирам? Па во кратки црти во регионот е важно дека Србија влезе во изборен молк, предизборен молк во недела тие одат на Со најава за бојкот на опозицијата. Со најава на бојкот од еден дел од опозицијата, но другите два дела од опозицијата очигледно ќе излезат на избори и како што велат овие третите ќе му дадат легитимитет на актуелниот претседател Вучич да ги лажи изборите, една класична. Таму Вучич победува, претпоставам дека проценките се никаква дилема. Таму и нема дилеми, особено што опозицијата е разединета, а и веројатно како што велат ветено им нешто на еден дел од опозицијата. Во секој случај ќе видиме што ќе се случува во недела, потоа тој што ќе дојде нели официјално на власт треба да влезе во оние големи преговори околу Косово кои американците не отстапуваат од таа теза. Ричард Гренал е таму и веќе за 27 јуни ги седнува на преговарачка маса представниците на Приштина и на Белград, кои веќе треба конечно да ги направат компромисите, да го решат конечно тој косовски статус. Ке видиме што ќе се случува. Јас и ти сме генерација и новинари и луѓе што околу Косово ни помина цела кариера. Ми се чини, ке видиме што ќе се случува. Оваа година е година по многу нешта специфична, и со пандемијата, и со ова што се случува во Соединетите Американски држави, па може чудото ќе се случи и Косово да го реши. Од другите делови што се според мене актуелни е онаа престелка помеѓу Доналд Трамп и неговиот поранешен советник за национална безбедност Мајк Болтон, која извади таа контраверзна книга која треба да ја објави на 23 јуни, книга која е веќе забранета од Соединетите Американски држави, барем од оној дел што седи во Белата куќа, каде што го обвинуваат Болтон дека издава национални тајни и се обидува да го потцени Трамп во пресрет на претседателските избори. Само да подсетиме дека Болтон инаку одби да сведочи во процедурата за импичмент на претседателот Трамп, која се спроведуваше и во Сенатот и во Конгресот, каде што беше поканет, и сега и демократите му забележуваат дека ако имал толку експлозивни и ексклузивни тврдења за... Не требал да ги чува за книга, точно. Така е, можел да искористи приликата, ако навистина бил со демократски побуди. Така што впечатокот е дека и ова што Трамп го вели за Болтон е инаку еден од најрадикалните и контроверзна личност. Контроверзни личности, така натаму, со голема опашка зад себе во смисла на своите радикални ставови, дека и тој ја пропуштил шансата доколку навистина сакал да му наштети на Трамп. Сепак да прашам Дејан, што се коментарите и твојата проценка, ќе има ли ова влијание врз изборниот рейтинг на Трамп, бидејќи него продолжува да му паѓа изборниот рейтинг, но исто така тоа не мора ништо да значи до ноември. Може треба да бидеме внимателни во таа смисла. Според оно што можам да видам, многу ќе влијае врз неговиот рейтинг, особено што Трамп се обидуваше целиот свој мандат да излезе и да даде некоја бомбастична изјава. Ке го решиме проблемот со Северна Кореја. Ке ја земеме Венецуела. Болтон тврди дека Трамп го молел кинескиот претседател да му помогне за реизбор во тоа се фрапантни тврдења, ако се знае и неговите односи со Путин и така натаму, очигледно дека околу Кина, околу продавањето на земјоделските субвенции, Кина да ги откупи, бидејќи се смета дека тие земјоделци во Соединетите Американски држави се големо гласачко тело. Она што за Северна Кореја го рече дека бил фокусиран на фотографирањето, а не на преговорите. Околу Венецуела и Иран исто така дека тоа биле само лажни изјави. Сигурно дека многу дека не знаел ни на мапата каде се наоѓаат Финска и Венецуела. Мислел дека е дел од Русија. Сите тие тврдења се само доказ дека Трамп е неподобен да биде претседател, што е големо обвинување и што ја потврдува и онаа теза од 2016 година што дел од републиканците не го смета сериозно, па тој успеа да ја добие републиканската номинација. Но оно што исто така во фокус и што може многу да му влијае на рейтингот на Трамп е одлуката да го именува Мајк Пак за шеф на Американската агенција за слободни медиуми. Таа агенција за слободни медиуми треба да ги контролира медиумите кои ги плаќа владата на Соединетите Американски држави. Таму се Voice of America, таму е Радио Слободна Европа и уште неколку медиуми кои има таму медиуми на разни други јазици. Има на други јазици, има за Блискиот исток и арапски. И многу од нив веќе се сменети како уредници, како надзорни одбори, како
што е дополнителен удар за слободата на медиумите, што се што знаеме западниот свет како реагира на обидот за контрола над слободните медиуми. Идејата на Трамп е да ги стави под контрола, бидејќи ги обвинуваше дека работат за Deep State-от, така наречени за демократската Тие партија. медиуми и инаку се основани за да го напредат американското влијание и американскиот интерес во светот. Тој смета И дека веројатно- тоа не е добро. И веројатно Трамп се раководи и од таја. Ако Да. веќе треба мене да ми служат како председател да. на Америка, тогаш јас ќе барам ќе видиме дали тоа воопшто ќе има некакво влијание во Соединетите американски држави, али врз бидејќи рейтингот ќе има. Трамп води војна со најголемите медиумски концерни приватни во Со сите државата. речиси, Со само сите. Фокс е од негова страна. Сите големи корпорации медиумски се против него. Ама се покажува отпорен на тој вид на конфронтации, бидејќи и од она што вчера ги гледав рейтинзите, има еден слој во Америка кој што сакате да кажете за Трамп, тие му веруваат и ќе гласат за него, дури мислам дека и се зацврстуваат со своите уверувања дека треба дека е тој жртва и дека треба Белиот дел, да му се протестантскиот дел е само за крај на ово во интернет. руралниот, рурални. земјоделскиот, Но, сточарскиот. Оно што е интересен податок е дека латиноамериканците со подигањето на обидот да го подигне зидот кон Мексико, он има слаб рейтинг, но еден дел од латиноамериканската популација која е од Куба и е во Мајами и која поради идеолошки причини не е блиска до демократите и левицата, туку до кон републиканците, може да извлијаат во одредени области Трамп сепак да добие некаков рейтинг и он токму тука работи на тие кубански гласачко тело кое е во Флорида, а кое поради идеолошки причини не може да биде, поради нели режимот на Кастро, не може да биде блиско кон демократската партија. Ќе видиме што ќе се случува. Ќе биде весело. Времето ќе покаже. Да, а и ќе биде весело ми се чини бидејќи е голема држава. Новинарски изговори. Дејан Андоновиќ, благодарам.